на денешен ден, 21 јули. Во 1796 година умре Роберт Бернс, еден од најголемите шкотски писатели во 18 век. Во 1786 година излезе од печат неговата прва збирка песни, песни претежно на шкотски дијалект. Позната е и неговата збирка од собрани народни песни Шкотски музички музеј, како и збирката Избрани шкотски песни. Во 1798 година, по победата на битката кај пирамидите, Наполеон Бонапарта стана владетел на Египет. Во 1811 година во Загреб е роден Димитрije Деметар, хрватски поет, драматург и преведувач, еден од основоположниците на хрватската новела. Умре во Загреб на 24 август 1872 година. Во 1816 година роден е основачот на британската новинска агенција Ройтер, Паул Џулиус фон Ройтер, по потекло германски евреин, а вистинското име му е Израел Бир Јосафат. Известно време работеше во новинската агенција Авас во Париз, а потоа ја основа новинската агенција Ройтер, која и денес го носи неговото име. Ройтер е втора по француската Аваса, денешна Франс Прес, најстара новинска агенција во светот. Во 1899 година во Оку парк во државата Илиноис е роден Ернест Милер Хемингвеј, американски писател. Учесник е во Првата светска војна, во Шпанската граѓанска војна и во Втората светска војна. За романот Старецот и морето во 1954 година ја доби Нобеловата награда за литература. Изврши самоубиство во својата куќа во Кечам, во американската сојузна држава Ајдахо на 2 јули 1961 година. Во 1969 година американскиот космонаут Нил Армстронг стапна на површината на месечината. Тој беше првиот човек кој стапна на површината на месечината. По 30 секунди тоа го стори и Едвин Олдрин. Овој потфат беше реализиран со американскиот вселенски брод Аполо 11 и со помош на неговото лунарно возило Орел. И космонаутот Мајкал Колинс кој кружеше околу орбитата на месечината со матичниот брод Аполо 11. При тоа Нил Армстронг рече: "Тоа е мал чекор на човекот, но голем скок за човештвото."